Претседателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Емилија Левков денеска во седиштето на партијата одржа пресконференција на која уште еднаш потсети дека укинувањето на градскиот превоз представува реален проблем со кој се соочуваат секојдневно граѓаните на општина Кочани. Градоначалникот во неговиот одговор на овој проблем зборува за бесплатниот превоз на учениците кој нема никаква поврзаност со општинскиот линиски превоз. Бесплатниот превоз на учениците е право регулирано со закон, а договорите кои сте ги објавиле се склучени заради обезбедување на бесплатен превоз на редовните ученици и се резултат на спроведена јавна набавка. А изразените цени се цени за повратни билети. Вие ја замајувате јавноста и ги споредувате овие цени со цената на билет во еден правец на редовните линии. Тоа се различни работи. Ваквиот начин на комуникација, како и нападите на секој оној кој ги се осмели да ги посочи реалните пропусти во работењето на оваа власт, не водат никаде. Она што е суштина на ова обраќање е дека сите треба да се држиме до принципот на јавност, вистинитост и реална информираност. На пресконференцијата тој истакна дека треба да бидат изнесени факти и аргументи во периодот што следи, за да пред граѓаните се пренесе вистината и реалноста во која живееме. Мора да се изнесе фактот дека со цел да се побара поддршка од граѓаните за лошиот договор со Република Грција за кампањата на владата и успехот на референдумот на 30 септември, излегуваат одредени тези кои се однесуваат на земјоделието и земјоделците. Изјави и тези со кои на земјоделците им се ветуваат пари од ЕУ фондовите се далеку од реалноста. Пресметката на буџетот, што една држава го добива од заедничкиот буџет на Европската унија, се базира на пресметката од вкупните земјишни капацитети, но и од позицијата и состојбата во која се наоѓа земјоделието. Дали СДС ќе објасни во каква состојба се донесе нашето земјоделие, ако се имаат во предвид потврлањето на институциите и аферата со ГМО семето, преполовениот пласман, ниските откупни цени, како и земјоделските површини кои се под директно влијание на градската депонија во Кочани, чие што загадување го гледаме секојдневно и има огромно негативно влијание како на здравјето на луѓето, така и на квалитетот на земјоделските производи. Да бидеме реални и да им кажеме на граѓаните дека со ваквото владење и ваквиот однос кон земјоделието и заштитата на животната средина може да се очекува дека буџетот од ЕУ фондовите кои ќе ги добијат земјоделците од Македонија може да биде дури и помал од буџетот за поддршка на земјоделието што Македонија го има со години наназад. За покривање на катастрофалното владење на СДС свесно се врши злоупотреба на Европската унија и на низините политики, односно во овој случај на заедничката земјоделска политика на ЕУ.